Poštovani gledачи, добро утро повторно од студиото на К3 телевизија, поточно од вториот дел од утринската програма Нов ден. Јас би сакала првина да ви ја најавам темата, но со наредниот прилог, а после прилогот ќе ви кажам за што всушност станува збор.
Се враќаме во студиото, а нашата гостинка за денеска е госпоѓа Лидија Манасиевска, лекар, психолог, психотерапевт. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и на вас. Како сте? Добро. Убаво, времето ни е убаво. Да. Опуштено. Имајте пријатен ден и вие. Така, благодарам. Од прилогот кој што го видовме пред малку, а може и гледачите и публиката да ја прочита нашата тема, зашто всушност ние денеска сакаме да разговараме. Значи, темата е реално шоу или реалити тие шоуа кои што се емитуваат. Сакам да поразговараме малку повеќе што всушност е еден таков вид на шоу остава траги на сите нас. Зошто е топ тема? Зошто во последната година-две е нешто најгледано, нај од се она што се прикажува на медиумите? Да. Како прво да кажам, ова шоу е сватено како еден експеримент. Во тој експеримент учесниците се анализираат нивните ставови, однесување и пораките кои ги праќаат на општеството, во кое се презентираат овие шоу. Потоа, другата група на учесници во експериментот се самите гледачи, нивните реакции, дали го прифаќаат тоа или не го прифаќаат и потоа како се манифестира на популацијата. И третото е придобивките од овие шоу. Мислам од економски аспект. Финансискиот дел. Финансискиот дел, да. Концептот на сите реални шоуа што ги имаме гледано, значи дали е тоа Големиот брат, дали е Фарма, дали е Малдиви и така натаму, концептот е всушност ист. Една куќа. Во таа куќа живеат многу различити карактери на луѓе, на различити менталитети, различни социјални слоеви, различни професии, различни верски исповеди, значи многу различити типови на луѓе и различни генерации. Сега, ме интересира да се биде популарен. Целта на сите нив е само да се биде популарен, да се биде познат, да се излезе по нешто во јавниот живот. Сега, најлошо што можеме да го видиме и најчесто од нивното однесување можеме да сватиме дека само лошото однесување ги вивнува во висините на некој јавен живот. Сега вака, за почето, кажете ми, што значи психолошкиот оној момент кога ќе се најдат многу различни луѓе во една средина затворени, што е многу битно? Психолошкиот момент овдека многу различно покажува за различните луѓе. Покажува едно деструктивно однесување, едно вулгарно однесување на некои од членовите. Има псовки, дури доаѓа и до физички пресметки. Моралот е на, да кажам, на многу ниско ниво, па дури никакво. Ова е еден вид деструктивно однесување. Не гледам што на овие членови што учествуваат таму ќе им придонесе да бидат славни. Дали е што е тоа, да? Дали е во прашање екзибиционизам? Па има, да. Да или не? Има и тоа голем екзибиционизам, да. Дали нивното однесување, еве ме интересира вие како психолог, со тоа што се затворени во куќата, дали тоа делува на нивниот ментален развој, на однесувањето, на притисокот на стресот за тоа што се случува, да се расплакани, да се нервозни, дали сето тоа моментот на реалното шоу, например, кој што е во куќа затворени, дали тоа е еден дел од играта, од таа забава, од концептот на реалното шоу, значи тој сам притисок да го извлече тоа лошото или доброто кај луѓето кога се во затворен простор? Има две поделени страни. Има и добро и лошо. Во некои моменти има и манипулативно кај членовите, кај некои членови. Не дека толку им е лошо таму, ама гледате како манифестираат некои елементи таму, манипулативно. Да.
делуваат едни спрема други. И секој еден кој ќе се најде во некој затворен простор и одделен од дома, додека да се прилагоди таму, трпи последици. Има, значи, последици, не дека нема. Добро, ајде да видиме ако може од анкетата, имавме една кратка анкета направивме да видиме што мислат нашите граѓани во врска со реалните шоу. Дали е гледано и дали не. Велики брат Фарма. Не. Што мислите за нив? Мислам дека тоа не е реално млади деца да гледаат свашта. А вие дали ви се пријавиле за одредена сума на пари? Не. Како Велики брат Фарма? Не, А што мислите за нив? чиста глупост. Дали вие ви се пријавиле Не. за неодредена сума на пари? Не. А дали би дозволиле некој ваш близок да се Не. пријави? Дали гледате реални шоу во Велики брат Фарма? Не. А зошто не ги гледате? Не ги гледам. Што мислите? Дали гледате реални шоу во Велики брат Фарма? Не. А, што сметате за нив? Дали треба да се укинат? Да. А дали вие би се пријавиле за одредена сума на пари? Не. А дали гледате реални шоу, Велики брат Фарма? Гледамо све. Дали би се пријавиле вие? Не. А нека одредена сума на пари? Не. Дали гледате реални шоу, како Велики брат Фарма? Не. Има различни мислења, различни луѓе, млади и постари, секој има свое мислење и многу интересно е што сите одговараат дека не гледаат. А сите знаеме дека многу е гледано таа шоу. Сега, постои еден момент кој мене ми интереси, например. Дали е ова слика се што се случува, а нашата перцепција на тоа реално шоу е слика на забрането овошје, од кое што секој би сакал помалку да земе. Да, Така ли? може да се каже дека да. Затоа што се што се случува, нели, се коментира како негативно, Да. како многу лошо, Да. да не кажам изопачено, неморално и така натаму, но сепак пак е гледано и секој сака дел од Да. сето тоа да си го приушти на било кој начин. Да. Може и тоа да е, не? Може да. Така. Дали се испраќа порака, зборуваме сега за порака од комплетното шоу во кое што има и познати естрадни уметници, има пејачи, пејачки, има актери, има луѓе кои што навистина постигнале многу во својот живот, сега се нашле во реалното шоу. Не влегуваме во нивните причини, се разбира, најчесто е тоа од финансиска природа. Сега доаѓа до поистоветување на нашиот млад свет, да кажеме, пошто младиот свет е така. Најподготвен да прими нешто такво, значи како сунгер, спремен да впие од целно што е ново. Постојат и старлетите, постојат и лошото облекување и однесување. Сега тоа поистоветување ме интересира. Поистоветувањето и пораката, како што рековте, мислам дека е лоша на овој свет од оваму што гледа. Представено е секако да е толку добро, толку лесно се доаѓа до пари, толку инстант нешто на брзина, а без да се вложи труд, без да се работи. Сликата таа е од тие старлети, од тоа на овој другиот, на публиката. Така, дали пораката која би требало, например, да ја прифатиме и која би била пренесена и да ја гледаме како порака, како всушност не треба да се однесува. Да. Погрешна е таа порака од тоа однесување. Да. Не треба, нормално дека не треба така да се однесуваат. И има и вулгарности, нели, има и секс таму, а од другава страна гледа и млада популација. Така да, и едноставно се испреча сосема погрешна порака, сосема извитоперена слика за реалноста е. Точно, да. Значи, се она што е најнегативно на едно место е. Да. Како сега да се заштитиме од негативното влијание на реалното шоу до нашата публика. Но вака, друга работа што исто така сакам да се надовржам на ова прашање. Зборуваме за младата публика, не е во прашање само младата публика. Значи има гледачи од сите можни генерации. Да, точно, и пензионери гледаат, и сите, и родители, и помали деца.
Како да се заштитиме? Не може нагло да престанат некои, да им се забрани или на децата да гледаат или на возрастните. Прекини кога се прават не е добро. Тоа треба постепено или ако еве младите популација ако гледаат децата, родителите да направат разговор да обават со нив. Например, што гледаат, да им објаснат дали е тоа реално, дали е тоа добро за нив, за последиците од тоа. Значи, разговорот е многу битен да им се објасни што е пораката од тие шоу. Да, од лошото влијание. Да. И преку образовниот систем. Дека нашиот систем што живееме не е толку лош, дека тоа е еден деструктивен начин на прикажување на нашиот денешен систем на функционирање. Ние не живееме, не знам, во некое кој знае колку лошо општество. Да. Па еве другата страна како ни го представува тоа. Да. Дека брзо се доаѓа на некој начин. Не, само со труд, со учење, со работа се доаѓа до многу нешта. Вистинската порака која всушност треба да ја упатиме е таа, Да, до младата популација и до тоа. Само на тој начин можеме некако да спречиме и да увидиме кои се последиците и која е реалноста наша на денешното живење. Ме интересира сега уште една работа, да се навратиме повторно на дел од ликовите, учесниците во реалното шоу. Што мислите, да влезе една особа во реално шоу, да кажеме 30 на години, млада девојка, која што нема никаква професија, занимање, од друга страна не сакам да коментирам каква интелектуална способност има, но која е причината да една таква девојка влезе во едно шоу, во кое што е на 24-часовен мониторинг, во секое време на сите можни сајтови на интернет може да се влезе да се погледне што се случува со луѓето таму. Дали само парите се целта и она што ги наведува да влезат и само финансискиот интерес е во прашање? Дел е финансискиот интерес, а дел може да биде и оној празен нивен живот што го имаат. Дали се тоа несигурни луѓе? Дали се неостварени, нереализирани? Да, тоа се луѓе неостварени, имаат некој празен живот, ги нема никаде веројатно надвор во општеството и еве храброст имаат, пак имаат храброст да се појават во едно такво шоу. И мислат на тој начин дека ќе дојдат до слава и до, не знам, до богатство или до многу бенефити понатаму. Билата добрата реклама се слуша далеко, но лошата уште подалеку. Да. Значи, има две страни, зависи публиката кој како го гледа тоа. Има можеби и луѓе и позитивно го оценуваат тоа. Јас лично не, еве секој си има свој став. Публиката се наоѓа, можеби се поистоветува со ликовите и некои работи ги оправдува, некои не, сепак сите сме различити. Да. Добро, одиме со малку музика, да се одмориме, па повторно продолжуваме со разговорот. Срце, но болката нема крај, немам сили да издржам повеќе, знај. На сликата гледам, луѓе насмејани, пред мене гледам, очи расплакани, што е тоа што нас не раздели. Ја знам, секогаш љубам до крајот, ја знам, ќе останам сам во ја знам, искрено кој те љуби, но сепак Господ вака ми суди, ја знам, срцево моје што сака, ја знам, друг ќе те држи за рака, сега знам, ко мало дете што моли, душава моја ќе плаче.
да гледам луѓе насмеани пред мене гледам, очи расплакани. Што е тоа што нас не раздели? Ја знам, секогаш љубам до крајот, ја знам, ќе останам сам во рајот, ја знам, искрено кој те љуби, но сепак Господ вака ми суди, ја знам, срцево мое што сака, ја знам, друг ќе те држи за рака, сега знам, ко мало дете што моли, душава моја ќе плаче и боли. Ја знам, секогаш љубам до крајот, ја знам, ќе останам сам во рајот, ја знам, искрено кој те љуби, но сепак Господ вака ми суди, ја знам, срцево мое што сака, ја знам, друг ќе те држи за рака, сега знам, ко мало дете што моли, душава моја ќе плаче и боли. Еве ние тука повторно сме во студиото. Мојата гостинка е Лидија Манасиевска, психолог, психотерапевт. Темата ни е реално шоу. Сега додевме до оној дел од разговорот во кој сакам да прашам. Дали е можно и на кој начин може да се повлече една црвена линија? До каде всушност може да се оди преку која едноставно не смее да се преминува? Значи, се мисли на однесување, на зборување, на представување во јавноста, во јавниот живот, во професиите. Затоа што сепак сите сме луѓе и сите како нели имаме граници на човечки можности до каде можеме да одиме. Значи, граница покрај која повеќе не е човечно да се преминува. Дали постои? Постои само кој може да си ја даде сам. Кој може да ја даде таа граница, и таа граница треба да се постави и да се стои до таа граница цврсто. Било да се работи за моралните вредности, ние овдека гледаме дека моралот е никаде го нема. Во однесувањето било што од тоа реално шоу и гледаме дека тоа многу негативно се одразува. Каде е тука емоционалната интелигенција на луѓето? Никаде ја нема. Таму никаде ја нема емоционалната интелигенција. Се некако се работи механички, се нафрлат зборови, се вреѓаат, никој никого не слуша. Се е некако конфузно, избркано и нема граници тука поставени. Најбитно е да се постават граници некои и во пренесување на тие и пораките и воопшто на телевизиските програми на тие шоу. Наше, например, како медиум, значи секој гледач има велат за вкусовите не се разговара. Секој има свој вкус во ја. Не можеме да му забраниме на некого да гледа. Не можеме да забраниме што нити па го тераме некој да гледа, да. Но наше е да ги упатиме гледачите на она што е правилно, на она што е пристојно, на она што е во ред и да се и начин на кој што се живее, да се разговара и да се однесува и така натаму. Но морам исто да подсетам и да го нагласам дека популацијата на гледачите, на публиката на реалните шоуа не е само младата популација. Може би во првите неколку години дека е најбројната публика се младите,
но многу е зголемена и возрастната популација, Да. па дули како и што рековте вие дека пензионерите се редовните Да, гледачи. они се редовни гледачи, да Е, си го како да го потполнат. разбереме тоа? Па пензионерите да си го потполнат нивното време или нивниот живот што поминал, па сега еве оправдување да си најдат дека еве постои такво нешто или се пронаоѓаат некаде во Така. изреките во однесувањето на, зашто и на нивна возраст има учесници таму. Да, А пензионери. на младата популација, како што реков, треба да се разговара со младите ако гледаат, да им се укаже на последиците на тоа, дека со такви работи ништо не се прави утре во животот, не се постигнува. Инстант Да, работи на брзина многу е и лошо е фидбекот Да, што го добиваат од таа страна, да, затоа убиваат младите. што поистоветувањето да, е многу лошо. Да, да. Во начин на облекување, во начин на зборување, све. во начин на однесување, точно можеме да ги препознаеме ликовите од реалните шоа во младите, во децата што се околу нас. Начинот на кој што новата фризура ќе направи е таква, гардеробата, Убиваат тие, зборувањето, се. тоа Тие немаат формирано ментален склоп и сега се што ќе дојде од медиумите, тие може да го применат на себе. И затоа се тука родителите да им помогнат да се најдат себе во овој живот од оваа страна, во реалноста, не, тоа е искривената слика и деструктивното што се прикажува. би сакала да знам дали ово е еден ваков како да кажам начин на можеби впивање на овој негативен дел од реалните шоа. А како делува на луѓето? Дали е моментален и дали со минлив рок? Или се во ова остава траги во менталниот склоп воопшто на луѓето? Зависи, тоа е индивидуално, не можеме да потврдиме за поширока популација, мислам, на групи. Кај некои може ќе остави, така да различно е, значи, а нема овие шоу немаат некои, например, вредности, немаат поучен Минливост, карактер, да. немаат нешто позитивно. Не гледам ја ништо позитивно од тоа. Така. Па да би оставиле некои, значи повеќето е негативно тоа, а индивидуално е тоа како ќе делува на различни групи, например на возрастни, на Во деца. секој случај како и да е остава. Да. Остава траги, Нормално, секакви. Значи минливи, неминливи, гледани се реалните шоа, си ја постигнуваат нивната гледаност, колку и да нашата публика, колку и да е против реалните шоа. Значи ние не се ставаме на страна дали да се гледа, дали да не се гледа. Едноставно секој има право, желба, слободна волја да гледа, изборот е на вас. Индивидуален, да, да на гледате секој, да. она што го, Или да што не, го или сакате, но сепак наше е да посочиме на негативните и штетните влијанија, како по нас, така и по нашите деца и по нашата по нашето обкружување воопшто каде што се движиме. Што на крај да им порачаме на нашите гледачи? Точно е дека сите ние знаеме што е убаво, што не е убаво, но сепак на кој начин да се дистанцираат од она што е штетното. Например, ние сакаме, јас можам, еве да кажем, јас од себе може да појдам, јас можам да вклучам и повеќе од 2 минути јас не можам да издржам да гледам повеќе. Не знам зошто предизвикува таков револт, толку почува ме нервира, станувам нервозна. Да. И 2 минути не можам повеќе да гледам, го исклучувам. Дали е тоа таков ефект што се постигнува? Што е тоа? И ве нервира и го гледате и не можам да издржам. Не го прифаќате вие тоа. Однесување, тоа галамата, тоа значи на вас не ви одговара. Да. Да ги посоветуваме нашите гледачи да размислат, еве, да размислат дали тоа е позитивно или не и која е пораката од таму, што е тоа што им одзема време, наместо да земат книги да читат младите, тоа време што го губат. Значи, подобро е книга да прочита еден млад човек или возрастните или било кој, отколку да седи и да губи време со тие реални шоа. Да се размисли, еве. Да. И да се разговара за тоа. Еве, децата, например, и возрастните, да го разговара тоа што е придобивката и што е лошото од тоа, например. Или пак од друга страна, едноставно,
реално да го прифатат сето тоа што го гледаат. Да, Значи, може. тоа е една реална слика на нереални работи. Во некој таков превод би можеле да го кажеме и така. Ако да не го можеме да издефинираме. смениме нешто, ќе го Ако не можеме прифатиме, да смениме, го прифаќаме така како што го прифаќаме, се дистанцирам и го гледаме како некој филм снимен кој што воопшто не допира до нас. Значи не засега, не допира. Можеме да се заштитиме на таков начин, да. Само на таков начин, чисто да си се оградиме во оној дел во кој велат деградација на народот и затупавување на народни маси. Буквално до тој степен може да се почувствува, да кажеме, гледач кога гледа нешто такво и може би се поистоветува со дел од нив, дури мислам дека е буквално многу по ниско мислење има за себе кога гледа. Некој таков тип на Епа затоа е тоа прикажано дека се таму е убаво, а реалниот свет не е убав. Не мора да значи, мене може реалниот свет ми е поубав во кој што живеам ја. А таму тоа све ми е... А јас не видов се уште нешто убаво и не научим нешто убаво. А мене не ми иритира и не ги гледам јас. Понекогаш пуштам, ама тоа не го гледам како нешто што би можела да извлечам нешто или поука или нешто добро. На крајот на криштата да го смениме каналот, нели? Да, најубаво тоа е, да. И што и да зборуваме, тоа е надвор од нас, од нашите можности. Како индивидуи не можеме, него тоа може поголема група на луѓе, например, да постави граници, моралните вредности, зашто сега вредностите се изменија многу. Да. Многу се. Почитувани гледачи, од прилика е тоа она кое што сакавме да ви го пренесеме, да го поделиме со вас. Далеку од тоа дека сакаме да инсистираме или да ви сугерираме на тоа што вие треба да гледате на вашите телевизори, во вашите домови, тоа е сепак ваша волја, ваше право. Но ете, од наша страна чувствуваме некаква морална обврска како медиуми да треба да ве насочиме во еден дел кој што е правилен, кој што е попристојно и кој што од една друга страна остава многу по-позитивни ефекти, по-позитивни ефекти има на нас и на нашите деца и нашата околина. За таа цел денеска во нашето студио беше госпоѓа Лидија Манасиевска, психолог и психотерапевт, која што ни помогна да на психолошки начин ви го доближиме сето она што сакаме да ви го објасниме, значи на кој начин остава или не остава последици едно такво како велат, толку неозбилно шоу, а колку многу големи последици може да има и колку негативни влијанија остава на воопшто на народот, на народните маси. На целокупната маса. Тоа е тоа. Ви благодарам што бевте денеска со нас. Јас се надевам дека барем ако не друго, барем ќе ги натераме нашите гледачи да размислат. Тоа е најбитната тема. А почеток кон нешто за да се менува е многу почетокот е многу битен, а тоа е да почне да се размислува. А кога веќе се размислува за тоа, значи можеме да очекуваме и промени, дека ќе има промени и дека нешто ќе се преземе, се разбира. Ви благодарам и на вас што ме повикавте. Се надевам дека ќе се видиме повторно и дека ќе имаме многу побави теми за разговор. Ви пожелувам убав ден, да се видиме повторно. Почитувани гледачи, тоа е тука е и крајот на вториот дел од утринската програма Нов ден. Ви благодарам што и денеска бевте со нас, а се гледаме повторно утре во исто време. Пријатен ден.